А сега ние се префрлуваме во другиот дел од студиото, каде што пристигна гостинот на Сузе за ова утро. Тоа е Јасмин. Сузе, Јасмин. Јасмин, жал ми е што токму на овој ден гостуваш. Иако беше планирано нешто сосема поинакво, ти предстои брилијантна кариера, не само во рамките на Македонија, туку и балканска. Ќе имаме можност ти должиме гостување друг пат, кога ќе пуштиме твои песни. Сузе, повели. Да, искра за жал. Не е утрото од оние утра, како и сите останати во кои би можеле да кажеме добро утро, но Јасмин ни е гостин денеска и ќе ја понесеме, веќе ја понесовме од вчера вечер целата тага и грудка која ни стои на сите во грлото, не само ние кои сме родители, туку и вие кои сте млади луѓе, на сите луѓе на планетава, особено на нас македонците денеска не боли. Не боли секој залак кој што ќе го ставиме во уста, не боли секој воздух кој ќе го вдишеме. И ова е навистина голем и тежок, тажен момент во кој што некако мораме да и бидеме поддршка на мајката, на семејството и на сите луѓе кои што ја сакаа Вања. Јасмин, тука си со повод, бидејќи оваа година ти беше доста успешна, така нели? Имаше многу хитови, имаше многу настапи и многу публика те следеше сите овие години. Ако добро прочитав, песната која што денеска требаше да ја промовираме е твоја седма авторска песна, така нели? Најпрвен добро утро за тебе, на Иска и на сите гледачи. Малце тажен ден денеска. Големо сочувство на девојчето, родителите. Убиеното и маж, уште еден е што беше убиен. Ја стварно, дека денеска имавме закажана емисија уште оддавна, мораше нели да дојдеме да присуствувам. Уште нешто благодарам на поканата. Што да кажам, многу тажен ден денеска. Искрено мене вчера кога ја споделија веста, стварно ме трогна малку. Меѓутоа, тоа е животот. Не знам, мора да се иде напред. Во некое, искрено живееме во некое неизвестно време, не знаеме што не очекува утре. Ние сме сите со планови и нели со цели, меѓутоа првин здравјето најбитно, па се друго. Така е. Така е, ајде малку да ми раскажеш за тоа каква беше 2023 година, што ти се случи, кои беа клучните моменти кои што го одбележа ова твое музичко патување? Па добро, нели, знаат гледачите тие што ме пратат, нели, учествував во едно регионално шоу, Звездите на Грант, стигнав полуфинале, финале, тоа е крајот на таа фаза на првањето, станав ексклузивец на таа продукција. Ова, кој што кажа, е нели седма песна, меѓутоа прва за Грант и прва во моето некое музичко портфолио што е спеана на српски јазик. Сите претходни 6 песни се на македонски јазик. Која од нив си го најде најмногу местото кај твојата публика? Искрено, претходната песна што беше за Макфест, фестивал добро помина. Искрено сега оваа на нова уште подобро проаѓа, пошто е некако на регионално ниво и се промовира и гостувам по емисии во Србија, пред некој ден се вратив во Белград, во среда идам за Биелина, Босна, на некој ток-шоу, така да некако лека по лека, некако се редат на добро работиве сите. Убаво поминува, секој ден се подобро и подобро и така, се надевам дека ќе ја пуштиме денова, песнава. Денеска не можеме и ја не би сакал искрено. Денеска никому не му е до песна, никому не му е до музика и нашите очекувања беше дека, иако вчера вечер многу доцна ја чувме таа тажна вест за сите нас, очекувано беше да денешниот ден биде ден на жалост, меѓутоа не ја добивме таа информација, но за нас е секако ден на огромна жалост, тага, болка и сочувство. Спомена пред малку дека оваа година стана ексклузивец за една голема продукција. Кои се обврските кои ги имаш и веќе ги имаш кон таа продукција? Па добро, самиот договор е на 9 години. Имаме некои ексклузивци од Македонија што се веќе во таа продукција. Тоа е менаџерски тим кој што се грижи за нас, гостување по емисии, промовирање на песна, тие музички платформи, ставање на песната Spotify, YouTube и така натаму. Во секој случај многу малку полесно што имаме некој тим што се грижи за нас на некој начин. Не мораме се она сами да го правиме.
Ја имам менаџер во Србија, во Македонија немам, самиот себе си сум си менаџер. Колку успевам, не знам, времето ќе покаже. Благодарам на сите телевизии што ме поканија во емисија, што ете на некој начин сакаме да им даеме нели поддршка на македонските наши артисти и тоа е за голем поздрав. Така, дали значи тоа дека и оваа продукција и тој менаџерски тим од Србија ќе одлучува и каде ти ќе настапуваш низ Македонија, каде ќе бидеш ангажиран за празниците престојни и така натаму, дали веќе имате агенда за 2024-та? Па искрено за Србија тој дел да, меѓутоа за Македонија ние си одлучуваме каде што. Нормално јас сум се уште млад и тазе во таа продукција, така да отом потом, нели прва песна, те видиме како ќе пројде песна, се спрема друга песна на српски, учествува на регионален фестивал таму. И така лека по лека, нели со самото вадење на песните и по актуелноста се зголемува и таа ангажираност, нели по гостување по емисии и настапи во живо и така натаму. Јас си објавувам на моите социјални мрежи Facebook, Instagram, каде кој што ме следи знае каде ќе пеам, каде ќе гостувам и така. Се трудам колку можам да бидам активен искрено, мада морам да признам дека малку сум ја некогаш млад сум, меѓутоа пак од некоја стара гарда што не ги користи многу социјални мрежи, меѓутоа гледам младиве ги користат. Да, дури така да преоѓа и во зависност. Зависно, да, од сабајле станува мора телефонот да се види, мора. За жал, сите ни стана некако брз начин на живот, без кого што најверојатно и не се живее повеќе, и ако би сакала искрено, реално би сакала да се врати на време кога не постоеја телефоните, особено оваа паметна технологија која на сите некако навидум ни го олеснува животот, но не окупира и не прави неизини робови. Од кого ја добиваш најголемата поддршка што се однесува до музиката? Па добро, од моите. Најголемата поддршка од моето семејство. Прва генерација на пејачи или има пред тебе и некој кој што го изведал патот? Имаме таленти во нашата фамилија, меѓутоа немале така таа храброст да пробаат да се занимаваат со оваа работа. Не знам на кого искрено го имам наследено талентот, веројатно од мајка ме, има голем слухист, татко ми исто така подпевна, меѓутоа не можам да кажам дека се занимаваат со ова и дека се некој пејачи. Не знам, веројатно некој си гени што треба да ги откријам уназад. И така. Сигурно имало. Дали српскиот пазар е единствениот кој што ти е во перспектива сега во овој некој преоден период, или можеби се замислуваш себе си дека ги пееш и на англиски јазик или на некој друг јазик, трет? Не знам, искрено. Првен ми е на нашиот пазар овдека, пошто ја потекнувам тука сум, да не ме разбира погрешно некои гледачи, еве у Србија пробуваме, сега тука прескокнуваме некој. Ама нема да престанеш да пееш на македонски, не, така па ја имам 6 песни тука. Бидејќи тоа ќе ти биде огромен минус ако продолжиш да пееш само на српски, а на македонски не. Паралелно си вадам песни и на македонски јазик, еве сега и на српски. 6 песни имам до сега. Ете, сум немам некоја среќа, некоја да се подиздвои, можеби најиздвоено од сите тие 6 на македонски пазар беше на Макфест, кога гледам дека многу добро. Како помина оваа година на Макфест? Се котира, па убаво, песнава гледам се слуша помеѓу топ 5 од слушани песни од целиот фестивал, тоа ме радува искрено. Дали за твоите учества на фестивали македонски мораш да консултираш? Не. Тука одлучуваш комплетно сам. Сам. Ти е во перспектива да се видиш еден ден на поголеми фестивали во регионов? Сакам фестивали, ке нас за жал нема некои си многу фестивали кои што се активни. Единствено Макфест порано имаше повеќе фестивали. Меѓутоа, тие кои што се фестивали, добро, платформа YouTube и тоа. Немаме искрено за жал некои фестивали за да може да се промовира македонска музика. И се помалку емисии, не знам зашто. Музичките емисии се во дефицит голем. Некако политиката у прв план. За жал. За жал, искрено. За жал, најголеми звезди кај нас се политичарите, што не е тоа слика секаде во светот, но да се надеваме дека ќе дојдат и некои малку поинакви времења. Ајде, раскажи ни нешто повеќе околу песната, околу спотот, како го правевте, колку време, на кои локации се снимаше? Вака сега за музиката, аранжманот, комплетната мелодија Амилој од Босна, Сараево се погрежи.
Тоа е доста еден реномиран автор на Диномер и на Тони Цетински. Имав таа чест, едноставно се запознав со тој човек и да препознае и поддршка и да соработува со мене. Видеото со Стајн продукција Даниел Јовевски од Охрид да го направи, се снимаше неколку локации во Македонија, помеѓу Штип и Свети Николе некој пат, во еден апартман, на плоштад кај нас и така. Доловивме некоја приказна, мислам дека успешно. И така, се надам дека им се допаѓа публика тие што го имаат слушнато и видено спотот, се надам дека им се допаѓа. Се спакува едно вакво видео издание. Маличко парче, да. Не е секогаш едноставно, ама не е секогаш ни возможно. Ја имаш ли поддршката, спонзори, имаш ли луѓе кои што ти помагаат во тој дел, буџетски? Искрено, за оваа нумера имав некои си спонзори за овој проект. Меѓутоа, до сега се сам и од собствен буџет. Колку прегледи има до сега спотот? Како котира? Па за некои си, не знам, 10 дена преку 80.000 има, што е добро. Браво. Ако продолжи вака е добро. Да. Колку твоите пријатели ги пеат твоите песни? Дали на местата каде што ти приватно се движиш, гравитираш, дали тука некаде си ги препознаваш и си ги слушаш твоите песни, бидејќи за секој еден пејач, не само за вас младите, многу е убаво чувството кога знам дека публиката ми ги препознава песните и дали се вртат на радио станиците, да. колку ги контролираш тие си состојби? Па добро, искрено радио не слушам еден онака фанатички што се вика, меѓутоа кога сум во кола, кога возам негде, знам да пуштам радио и си имам на чекам неколку пати да се вртат. И на радио, а моите пријатели да, ги знаат песни, први или најблиските, па гледам дека и некои што не ме знаат почињаат да ме знаат и па кај си бил до сега, па вака така. И така. Пак ќе кажам, заради политиката е сето тоа. Така, го раситнивме и Ние месец. се трудиме сите музичари да ги оттрнеме малце луѓе од политиката, а меѓутоа тоа е секојдневие, тоа е. И сите ние би сакале да се оттргнеме од политиката, сите ние би сакале вака од рано наутро да наметнеме ведри содржини, да зборуваме за убави настани. За жал, денеска е еден од оние денови кои многу ќе болат и уште многу долго ќе го паметиме ова чувство на немок и на болка кое го носиме од вчера вечер. Иако сите бевме огромни оптимисти, барем јас, но за жал не го дочекавме. Се почесто се случува вакви работи, гледам и во светот, ја мислев дека само е тоа по филмовите, се меѓутоа ете, дојавме за жал и ние такво поднеме каде што почињаат и овие работи се случуваат, не знам. Шо, Господ на помош, нека ние буквално гледам родителиве се плашат децава на школа да ги пратат. Да, Ние имавме некоја поодврзани раце, сидевме по ужина сами, се враќавме, меѓутоа не знам како доаѓа време. Да, од денеска јас искрено и не знам дали ќе има мирен и спокоен родител, мајка особено, која што ќе може нормално да си го испрати своето дете, како и претходно во школа и да биде подготвена да одговори на сите обврски кои што ја очекуваат на незиното работно место. Искра, сакам да те прашам како си? Суза, никој не е добар. Сега ме подзамисли додека јас и ти седиме тука, нашите деца сами одат на училиште. Да, јас имав голема борба во текот на вчерашната вечер со мојата ќерка, која прво не можеше да ја прифати информацијата дека Вања не е веќе тука. Потоа имав борба дека од Сабајле рано наутро ќе оди во Песталоци, а не во незиното училиште. Сакав да ја објаснам дека ништо нема да промени, но ако се чувствува подобро, може да оди и во Песталоци. Да, денес претпоставам дека јавноста нема нешто веќе што не знаат. Цела ноќ сигурно никој не спел, само читавме. Денес од 9 часот чинам наутро ќе биде отворена книга на жалоста, да. Да, јас мислам и дека не само 9 оделенците, туку и сите други ученици денеска нема да можат да одговорат на ниедна обврска, така да еве. Да, навистина не знам како ќе се одвива наставата во тоа училиште. Јасмин, ти должиме уште едно гостување и покрај денов сепак ти благодариме што дојде во нашата утринска, како што претходно си беше договорено. Едни се плановите што ги правиме во животов, друго излегува. Да правиш музика која ќе ги лекува твоите фанови, која да, што и здрави тебе. живи, тоа е најбитно, па се друго ќе си дојде.
Така, ти благодарам уште еднаш многу што Благодарам ова на утро вас. дојде и на некаков начин сите се потрудивме да го споделиме она што длабоко во нас се насади вчера стравот, тагата и болката која ја споделуваме со семејството на Вања. И цело утро набројуваме, нема термин што може да ги покрие овие емоции. Апсолутно. Се согласувам. Ете, нашата публика можеше да одблиску да го запознае Јазмин.